إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله ta'ala će продолжиме с ова изворедна, врвно важна книга, а таја е Навакидул Ислам, поништувачите на Исламот, што самиот титул на оваа книга, самиот наслов на оваа книга, ни дават да знаеме, не учит дека имат работи, имат дела, имат зборови, што можат човекот да го изфрлат од Исламот и така да му го поништат неговиот Ислам. Ние последниот пат го учевме првиот ен-накид, првиот поништувач, а вечерва биидниллахи та'ала ќе го учиме вториот поништувач. Ен-накиду ثани. Велит шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах е следно: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Велит авторот шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, кои земат меѓу него и Аллах субхана ва та'ала посредници, им се молит на нив, ги прашуват и се наслонуват на нив, тој направил неверство со конзенс, со согласување на муслиманите, значи на алимите. Се тука значи иджма'ан, значи иджма'a од алимите. Не иджма'a значи од секој еден што мисли дека имат потреба тој да каже нешто, туку иджма'a од алимите. Така, кои земат посредници меѓу себе си и Аллах субхана ва та'ала, им се молит на нив, ги прашуват и се наслонуват на нив, тој е, значи, правит неверство со согласување на сите алими. Со согласување на сите алими, значи, тој правит неверство. Шейх Ахмед ен-Неджми рахимахуллах во објаснувањето на овај накид, на овај поништувач, велит дека аргументите за овој накид се истите аргументи за претходниот накид, за претходниот поништувач. Зошто? Зошто земање посредници меѓу себе и Аллах субхана ва та'ала е од врстите на ширкот. Е една од врстите на ширкот. Но, како што вели шейх Абдулла Бухари хафидахуллах во објаснувањето, некои можат да се прашат, па зошто тогаш, ако е овај накид, овај поништувач дел од првиот накид, тога зошто тука се додават посебно, специфично го спомнуват авторот? Одговори дој во тоа дека неговата опасност, поради неговата опасност и
što луѓето често пати паѓаат во овај поништувач и така уништуваа нивната вера. Така што Шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахулла, авторот на оваа изворена книга, го спомнуваат додатно, специфично, за да ни го разјасни нас опасноста на овај поништувач, за да се чуваме и да се држиме далеко од овај поништувач, што му е уништува на човекот неговата вера. Ама, гледано, значи, од страна на аргументите, како што велит шейх Ахмед ен-Неджми рахимахулла, се важат, истите аргументи кои важат за првиот поништувач, важат токму исто и тие во овај поништувач како аргумент против оние луѓе кои земаат посредници меѓу себе и Аллах субханаху ва та'ала. Зошто мушриците во кои беше испратен нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, тие нема никаков спор, нема никаков проблем во врска со ар-рубубија. Значи со теохид, рубубија, нема никаков проблем. Целиот проблем беше нивното обожавање на тие други лажни богови, кои тие им се молеа, кои ги земаа за посредници меѓу нив и Аллах субхана ва та'ала. Токму тоа, значи, ги направи нив мушрици и за секогаш да бидат, значи, во джехеннем. Се во врска за теохид ар-рубубија, дека Аллах субхана ва та'ала е создател, дека Аллах субхана ва та'ала е снабдувач, риск кој дават на своите створенија. И така натаму, во овај дел на теохид ар-рубубија, нема тие никаков проблем, но зема посредници меѓу себе и Аллах субхана ва та'ала, зошто тие мислеат дека тие не се доволни добри луѓе, не се доволно чисти луѓе, што да му се молат на Аллах субхана ва та'ала директно, туку ги земаат, значи, тие посредници, и токму тоа земање за посредници кои немаат и аргумент за тоа, им го уништиним и тој теохид ар-рубубија кој го потврдува, и така стана, значи, жители на джехеннем за секогаш. И Аллах субхана ва та'ала ги имат мушриците во врска со нивното земање на посредници, без да немаат, значи, никаков аргумент од Куранот и од Суннетот. Аллах субхана ва та'ала ги имат пробиено мушриците. Ги имат пробиено поради нивното делување, што велит Аллах субхана ва та'ала: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Велит Аллах субхана ва та'ала во суратул Фуркан: тие зедоа, оствен Аллах субхана ва та'ала, други богови, други, значи, обожавања. Ла јахлуқуна шејан, тие ништо не создаваат. Значи, на оние на кои тие мушрици им посветуваат нивните молитви и нивните ибадети, ла јахлуқуна шејан, но повеќе, вахум јухлақун, повеќе тие се создадени од кого? Од Аллах субхана ва та'ала. И тие на кои ги земаат како посредници и им се молат и бараат од ним и се наслонуваат на нив, тие не поседуваат ни за себе си штета, ни придонес, ни поседуваат за себе си смрт, ни живот, ни оживување. Значи, тие се слаби робови.
Tije se robovi koji ima potreba za Allah subhanahu wa ta'ala. Tije samite se siromasni sprema Allah subhanahu wa ta'ala. Ti ima samite potreba za Allah subhanahu wa ta'ala. Znači kako možeš togaš ti da im posvetiš tvoj ibadet na onije koji ti je tokmu samite ima potreba za Allah subhanahu wa ta'ala. Togaš ostavi gi nif i moli mu se i pravi mu ibadet samo na jedan jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala i apsolutno na nikoj drugi. Apsolutno na nikoj drugi. Isto velit Allah subhanahu wa ta'ala Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Na visina to je Allah, vaš je gospodar. To je, znači, posjeduvač na se. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ. A on je na kojim se molite vi je ostven Allah Ta'ala, ti ne posjeduva duri ni od urmata vnatra što je, znači to ako žinkata od kokaleto na urmata što je, znači toliko to što je kokaleto tanko i nemat nikakva težina koga bi bilo stavena taja korka, take rečeno, taja, znači kako kožinka bela što je, koga bi bila ta stavena na vagana, nema da pokaže ništa. On je na koji mušrici tim se molat osven Allah subhanahu wa ta'ala, ti je ne posjeduvat ni tolku. Nema vonivno to znači imanje i posjeduvanje ni tolku. Togaš koga ti je nemat ni od vnatrešnosta na urmata što nema nikakva vrednost, togaš kako možeš ti da gi zemiš njim za posrednici sprema tebi Allah subhanahu wa ta'ala i da im se moliš. Što znači to što kažu teka, ova je jasna zabluda na onije luge koje pravat ovije raboti. Isto velit Allah subhanahu wa ta'ala قُلْ إِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Znači, kaži reči Muhammed, molimte im se na onije koji vi je gi tvrdite, znači koji vi im se molite na njih osven Allah subhanahu wa ta'ala. La yemlikuna mithqala dharra fi samawati wala fil ard. Znači ti je ne posjeduvat ni na zemljata ni na nebotu, ni tu jedna najmala rabota. Znači ne posjeduvat je ništa, ti je se mrtvi, ti je ne možat na sebe si svoj da si pridonesat. A kamoli togaš na vas. I sve ta rabota što ti je gizemat za posrednici među sebe si i Allah subhanahu wa ta'ala, ne je to da ti je da mislite kad ti je posrednici sami te sozdavat i sami te davat risk i sami te samostojno možat da im pomognat. Ne, nikako. Tuko što velat, kako što velit Allah ta'ala u Kuranot, koga izvestuvat, ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Znači mušricite, koga beja prašani vomeka, zašto vi gi obožavate ti je ostven Allah subhanahu wa ta'ala, ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ova beše nivni odgovor, znači nije ne im se moli me na niv, ne im se klanja me na niv, ostven za jedna rabota, za ti je nas da ne približat kaj Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ti misle deka ti je luge ima posebna položba, posebna pozicija, posebna vrednost ke Allah subhanahu wa ta'ala i poradi tok mu taja posebna položba, znači ne im se vozvraćat nazad, nivnite molitvi. Zato a nije im se posvetuvame vo našite molitvi na niv, za tije da mu se mola na Allah subhanahu wa ta'ala, no tok mu baš toa im go poništi niv, znači nivnite dela, im gi poništi, znači
nivните dela. Zato, znači, treba biti vrvno pazenje da ne napravi čovekot dela što koji mu poništuva njemu njegovata vera. A za da znaš ti koji raboti ti poništuva, ti koji ne ti poništuva, znači treba da imaš znanje. Bez znanja ne možeš da razlikuvaš među dobroto i zloto. Wasait, znači wasait posrednici. Wasait posrednici. Zato što šejh Muhammed rahimahullah spomnula men ja'ala bejnahu wa bejna Allahi wasait. Wasait znači wasait posrednici. Veli šejh Abdullah al-Bukhari hafidahullah v objasnovanje to na ovije 10 poništuvači. V ovaj poništuvač veli šejh Abdullah Bukhari hafidahullah deka posrednicite se dve vrsti na posrednici. Znači, wasait se dve vrsti na posrednici. Prva ta vrst je posrednici koji Allahovata objava prenesuva do Allahovite stvorenija, kako angelite, pratenicite i pekamberite. I ovije se vistinski posrednici. Koji gi negirat ovije posrednici, toj je nevernik. Znači, tuka se namenuvac o posrednici, znači prenesuvač na objavata Allahova do stvorenijata. Znači, ne se tuka posrednici da ti njih, da gi obožavaš, da im se moliš njih. Ne. Tuku posrednici da ti je so naredba od Allah subhanahu wa ta'ala prenosuvat Allahovata objava do stvorenijata. Ništo drugo. I ti vo momentu koga gi negiraš njih, negiraš Allahovata objava, negiraš Allah subhanahu wa ta'ala koji Allah ta'ala njih gi ispratil. Taka što stanuvaš nevernik. Znači posrednici tuka so podrazbiranje na prenesuvači na Allahovata objava, a ne v nikakov slučaj apsolutno nikoja vrst od ibadetot ne sme da im se posvetit na njih. Nikoj pat i nikogaš v nikoj vreme, v niko situacija. Se tok mutoa te pravit nevernik i ti go uništuva tvojot islam. Ova je prvata vrst na posrednici. Vtorata kategorija, vtorata vrst na posrednici, što se namenuva so tekst od na avtoro šejhul islam Muhammed ibn Abdullah rahimahullah, se posrednici, što se zema za raboti, koji nikoj nemat mok da gi napravi tije raboti osvan Allah subhanahu wa ta'ala. I tije togaš gi zemat niv za posrednici vo tije raboti, što nikoj nemat mok da je napravite raboće ili nemat Allah ta'ala legitimirano toa, a tije gi zemat niv za tije raboti, tok mu toa znači go pravi nego znači mušrik, go pravi nego isto kafir, znači nevernik. Znači da zemit posrednici to je, znači tuka men ja'ala bejnahu wa bejna Allahi wasait, znači koji zeman među nego i među Allah posrednici im se moliti, im prašuvati, se naslonuva na njih, znači za raboti koji nikoj nemat mok da gi napravit, osven edin jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Znači u momentu koga toj gi zemat niv za posrednice, toj togaš znači stanuvat nevernik. Zašto? Za raboti koji nemat za niv nikoj drugi mok da gi napravit osven jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Znači tuka se
во текстот од Алимо, затоа значи многу е важно да разбериш што намеруваат авторот со тука, со неговите зборови. Која врста, која категорија на посредници се тука, значи, наменети. Се ти ако не знаеш, значи, овие категоризирања, може би ќе ги ставиш, значи, во еден кош, без да разликуваш така детално, а во вистина, значи, можеш со тоа да направиш неверство. Ако ги негираш, значи, Аллаховите посредници, што е пренесуваат Аллаховата објава до сфоренијата. Затоа, значи, е толку важно овие категоризирања да ги познаваш, за да не паушализираш работите и на крај што? На крај да направиш работи кои те ваѓаат од верата. Што прави тој со тие посредници? Једуухум, значи, тој им се молит. Но пред да појме, значи, во врска једуухум, спомнува Шех Абдул Бухари две важни врвни реченици од Шейхул Ислам Ибн Теймија рахимуллах во врска за посредници. Вели Шейхул Ислам Ибн Теймија рахимахуллах, оној кој земат посредници меѓу Аллах и себе си, тој токму со тоа дело направил споредба меѓу Аллах и сфоренијата. Зошто? Зошто тој мислит, тој со тоа земање посредници меѓу себе си Аллах Таала, тој мисли токму со тоа дека Аллах Субхана ва Таала е како краловите на дуњалокот. Секога човекот сакат да достигнет, да дојдет до краловите на дуњалокот, и ако нема можност директно да стигне до кај нив, тогаш тој барат посредници. Значи посредници како министерите од тој, како секретари, како советувачи, како во денешно наше време security, значи чувари, избацувачи, како се викаат и така натаму. Значи тој барат тие посредници за да му ја пренесат неговата важност и неговата неговото барање да му го пренесат на кралот, ги земат, значи, тие луѓе за посредници. Тој така исто го споредуваат Аллах Субхана ва Таала, што земат посредници, мислите дека Аллах Субхана ва Таала е како краловите на дуњалокот. И Аллах Субхана ва Таала е чисто това работа, и кој прави това работа? Што го споредуваат Аллах Таала вака со краловите на дуњалокот, вели Шейхул Ислам рахимахуллах, токму тој со тоа споредување стануваат мушрик. Токму тој со тоа споредување стануваат мушрик. Станува, значи, мушрик. После тоа, значи, спомнуваат Шех Абдул Бухари во објаснувањето, зборот од имам Мухамед, једуухум, значи једуухум, им се моли тој, значи им се моли на тие посредници, им се моли, значи, за неговите потреби. Значи им се моли за деца, им се моли, значи, за риск и за други потреби, им се моли да биде спасен од други работи, штетата да му отстранат нему и да му придонесат придобивки во неговиот живот. Значи работи кои само имат моќ единствен Аллах Субхана ва Таала, тој им се моли на тие посредници. Дали се тие посредници, вели Шейхул Ислам Ибн Теймија рахимуллах, дали се тие посредници мелаика, мелачината, или амбија, или, значи, пекамберите, или праведните луѓе, или други работи, кого и да земи тој за посредник, тој прави, значи, неверство. Иако, вели Шейхул Ислам рахимуллах, многу важна точка е спомнува тука, а таја точка е, тој
со земање нив за посредници, дали пекамбери, дали ангели, мелакина, тој не веруват дека тие посредници самостојно, независно од Аллах субхана ва таала можат нему да му помогнат. Не, тој значи, тој веруват и е убеден дека тие не можат ништо нему самостојно и независно од Аллах да му помогнат. Туку, тие треба да бараат од Аллах таала. Значи, види, пази ова работа многу добро. Значи, свати ова работа многу добро. Значи, тој со тоа молење на нив не веруваат дека тие самостојно, независно од Аллах му помагаат нему. Не, тој веруваат дека тие без друго морат Аллах таала да го молат, да го прашуваат и да бараат од Аллах таала. Но токму тоа, значи, му го уништува на тој човек неговиот ислам. Значи, го правит кафир, го правит неверник. Зошто? Зошто тие не се легитимирани посредници од Аллах субханаху ва таала. Значи, не се легитимирани посредници од Аллах субханаху ва таала. Потоа вели шех Абдул Бухари хафизахуллах дека, значи, једуухум, значи им се молит, значи једуухум, јани еддуау, значи молитва, ибадатун азима, значи молитвата е велика, огромен ибадат. Значи молитвата е велики, огромен ибадат, кој никој апсолутно нема право да му се посветит, освен еден и единствен Аллах субханаху ва таала. И дуа, значи молитвата, вели шех Абдул Бухари хафизахуллах, се поделуваат на две врсти, на две категории. Дуаул мас'ала ва дуаул ибада. Значи дова на барање и дова на ибадет. За да стане појасно, спомнува шех Абдул Бухари зборот на шейхул ислам, говорот на шейхул ислам Ибн Теймија рахимахуллах, што велит: Куллу дуаин ибада мустелзимун ли дуаил мас'ала. Вели шейхул ислам Ибн Теймија рахимахуллах, секоја една молитва на ибадет е внатра барано, без друго, исто содржано, значи дуа ел мас'ала. Wa kullu du'a il mas'ala, и секоја дова на мас'ала, на барање, содржуваат во неја дуа ел ибада. Дуа ел ибада. За уште појасно станит, шех Уthaymin рахимахуллах напомнува неколку примери за да ги сватиме. Вели шех Уthaymin рахимахуллах: جميع العبادات التي يتعبد بها الإنسان دعاء العبادة. Вели шех Уthaymin рахимахуллах, сите врсти на ибадети кои ги извршуваат човекот, тие се, значи, молитва на ибадет. Например, намазот, постот, садаката, барање на знање и така, зекатот, хаџот и така натаму. Зошто, вели шех Уthaymin рахимахуллах, لو أنك تسأل هذا العابد, кога ти би го прашал овај роб, овај човек кој прави ибадет, لماذا تفعل هذا؟ يقول أريد التقرب إلى الله والدار كرامته. Зошто ти кога би го прашал тој човек, зошто ти се клањаш, зошто ти постиш, зошто даваш зекат, зошто правиш хаџ, зошто даваш садака, зошто, значи, чиниш доброчинство спрема родителите, зошто бараш знање и така други ибадети, тој ќе ти рече тебе одговорот неговиот: јас со тоа барам ближноста кај Аллах субхана ва таала и дженнетот Аллахов. Значи, тој во тој ибадет, во извршување на тој намаз, на тој пост, тој барат, значи неговата, јани лисанул хал, значи лисанул хал, значи ситуацијата негова говорит за она тој што го барат. А што барат тој? Значи награда од Аллах субхана ва таала. Што барат тој? Да биде, значи,
blizok do Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, to su njegovite dela, bara, znači, bliskosta do Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, to se održuva njegovite dela, njegovite ibadeti. A dua al-mas'ala, što je ta prva ta kategorija nadovite, dua al-mas'ala, znači, veli šehu Uthejmin rahimahullah, dua al-mas'ala, koga čovjek mu se moli na Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, direktno mu se moli, mu veli, o Allah, oprosti mi. O Allah, upati me na pravi otpad. O Allah, daj mi halal risk. O Allah, daj mi dobri deca. I take na tamo. Znači, ova je dua al-mas'ala. Znači, direktno to je bara, znači, od Allah subhanahu wa ta'ala su direktni zborovi. I ove dvete vrsti na dua, dua ul-ibada wa dua al-mas'ala, dvete vrsti na ibada se Allahovo pravo. Koji posvetuvat jedna od ovije vrst na nekoj drugi, velit imam Uthejmin rahimullah, to je mušrik. To je mušrik. Znači, gledaš koliko je važno ovije rabote da ih znaš. I ovije podelbi. I ovije objasnuvana od alimite. Za da ne padneš vo raboti, što ti nesi, znači, vo sves opasnosta na tije raboti i na kraja završuvaš, znači, vo džahannam. Isto zbor od na šehul Islam ibn Tejmija rahimullah wa jes'aluhum, znači gi prašuvat. Što gi prašuvat to je nif? Veli šeha Abdullah Bukhari hafidahullah. Ej jes'aluhum ash-šefa'a. Znači to im se molit na nif, im se molit barat od nif, šefa'etot. A ova vrska so šefa'etot go učevme detaljno vo kešfu šubuhat. I isto vo usulu thalatha. Taka, seko jedan od nas trebit malce da se zamorit, trebit malce da si daj trud na sebe si i da se vratit vo ovije dve izvoredni knjigi i da vidi tuka, znači, oni je raboti koji gi spomnuva tije kako somneži, za da opravda nivno to baranje šefatot od pekamberite, od salihin, od pravednite luge i taka na tamo, znači, za da bidit, znači, obnoveno, znači, znajenje tovo vrska s ova rabota bidit obnoveno, za da znajeme, znači, kako da odgovorime na tije somneži koga tije velat da nas nije dozvoljeno da gi prašuvame i da barame šefa, znači, od pekamberite i od pravednite luge. Se, nakratko, znači, šefaetot je sopstvenost na Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi šefa'atul džami'a. Reči Muhammed, velite Allah ta'ala, reči Muhammed, kaže Muhammed, celi šefaet je sopstvenost Allahova. Taka što baraj go šefaetot od sopstvenikot, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ. Znači, to što pravit su tije posrednici, što gi zemat, znači, im se molit, barat od njih, gi prašuvat i يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ. Znači, يَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ, znači, se naslonuvat na njih. Isto tokmu ova rabota التوكل يتوكل, znači, je vo usulu thalatha. Znači, imame detaljno objasnato vo usulu thalatha so objasnuvanje imam od Muhammed ibn Salih al-Uthejmin rahimahullah i imam od Šejh Salih al-Fawzan hafidahullah. Taka što koji se dozvoljeni
znači sebepi da se zemat za tevekkul i koga je dozvoljeno da se zemat sebepite i posle zemanja sebepite teka ne je dozvoljeno go povrzuaš srcето tvoje sa sebepite, tuku sa Allah subhanahu wa ta'ala se naslonuvaš i take natamu, znači to se je znači vo usulu thalatha, vo trite temeli. No tuka namenuvat imam od Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah vo ovaj naqid, vo ovaj poništuvač, namenuva znači at-tawakkul as-sirri, znači at-tawakkul as-sirri, što je tawakkul širki. Što tuka, što znači da toj čovjek se naslonuvat na mrtvite, vo baranje pridones od njih ili ti je mrtvi da mu odstranat na nego nekoja šteta. I to je verovat deka ti je mrtvi, se inače nemaše da im se naslonit na njih, tuku to je verovat deka ti je mrtvi imat vlijanije vo ovaj univerzum. Da li se ti je pekamberi, salihin ili tagut, znači so kogoj da zema toj i se naslonuvat na nego, toj pravi so toa golem širk, što go isvarla od nego od verata. Znači tuka v ovaj nakid, وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ, znači se naslonuvat na njih, se podrazbira, znači ona naslonuvanje što je širk, naslonuvanje na mrtvite, vo očekuvanje na pridones od njih so to naslonuvanje, ili pa odstranuvanje na nekoja šteta. I to je znači su to verovate kad ti imat vlijanije vo ovaj univerzum. Zato znači to je se naslonuvat na njih za pridonesi ili za odstranuvanje od nekoj šteti i zlo. I tok mu so to, ako go pravi toj, tok mu so to stanuvat mušrik i izlagat od islamot. Taka što, ke se zadovolji meni je večerva so tolku, so vtori od poništuvač en-naqidu thani, i bi idnillahi ta'ala idni od ders, ke učime en-naqidu thalith, treti od poništuvač, zašto da nego počneme večerva treti od poništuvač, tuku da odime znači za seko jedan ders, po jedan poništuvač, taka da bidet isto i polesno, koga i vo idnina ke gi barame dersovite, za da gi povtoruvame, za da gi učime, za da gi repetirame, ke bidet polesno, znači, koga sekoj ders, znači, ke bidet po jedan naqid. Musamulan Allah subhanahu wa ta'ala, da ne napravi nas od onije koji je slušat vistinata i na najdobar način je sproveduvat. Se to se barat od nas. Da učime vistinata i na najdobar način da je sprovedime. Se, znači, kako što velat alimite, šejh Salih al-Fawzan, hafidahullah, al-ilmu šeđara, wal-amalu thamara. Znanje to je kako jedno drvo, a plodovit na to drvo se delata na čovekot. Taka što jedno drvo bez plodovi je bezvredno drvo. Taka je jedno znanje. Ako imaš znanje, no bez dela, to znanje je bezvredno i to znanje poveke argument protiv sebe si tvoje, od što pridones za sebe si tvoje. Taka što Allah subhanahu wa ta'ala da ne napravi nas od onije koji slušat vistinata i na najdobar način sproveduvat. Hada wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.